играва се вика бочење. Значи бочењето е повеќето го по другите држави го играат и го практикуваат како параолимписка игра. Така да ние прв пат тука во Македонија пробавме да играме, пошто имаше дел од нашите членови и екипа што беа за Бугарија игра оваа играва. Потекна од таму, продолживме ние тука да играме. У последно време гледам дека играва стана интересна и повеќето сакаат да играат, мислам да го и промовираат бочењето и да го играат бочењето. До сега кај нас не се играла оваа игра. Зборувам за во Македонија не се играла оваа игра и не сум сретнал здрави лица да играат оваа игра. Можеме слободно да ги повикаме, еден апел да дадеме, да ги повикаме да дојдат да ни се придружат и нормално тука нема некоја селекција, например инвалиди или здрави, значи бодирањето исто, дали од стоење фрлал, дали од количка инвалидска, значи бодовите тука нема некои ранг листи или категории за да се делат бодовите. Се трудиме да не седиме дома, да излегуваме од дома, да бидеме активни. Значи, ако мислиме само за диагнозите и за болеста, нас психиката повеќе не укетува. Би им препорачал, значи, секогаш да имаат позитивна мисла во главата. Значи, не треба да се затвараме дома, без разлика ние што сме се стекнале со инвалидитет. Тоа е тоа, мора да го прифатиме, назад нема, може само да го живееме животот додека ни е пишено. Денеска ми е прв пат и ова ми е супер. Влеговме со колегата во полуфинале и така да е супер. А иначе имам слушнато и колку што знам, доста во Италија го применуваат бочењето. Секој сака правдина, но ако почнеме сите да скокаме, крајот нема да ни се види. Затоа има судии, затоа судијата вика стоп, или и ово наново ќе играме, значи повторно, или пак тука е метрото, ќе си покаже кој е во право, кој е во криво. А никогаш ќе треба надпреварувачки дух малкуцка, ќе признаете. Денес овде има едно такмичење републичко во бочење. Тоа е еден спорт кој можат, значи, и најтешките инвалиди со квадриплегија да го практикуваат и така да се го поминат слободното време и во дружење и во спортување. На бело топче и кој поблиско ќе фрли до него, тој е победник. Сега еве веќе 2 години доаѓаме и во Скопје на такмичење и резултатот не е битен, битно е да се дружиме и да спортуваат луѓето. Добро. Добра физичка активна, добар бой. Победи денеска или? Але вајде кој победи. Победивме сите. Тука нема победници, нема губитници.